Boži zdravi lepotici, vidi kako lepčeni mesimo, da ste mi živi i zdravi. Tvoje to ime? Prezime? Pankovska. Tak. Ti? Tamara Mitrevska. Ti? Danijevska. Frosina Josifovska. Koliko godina imaš? 10 godina. Koje delenije si? Peto si ga. Tak. Ti koje delenije si? Tak, a ti? Peto. Peto, a? Peto. A, tak golemi da rastite.
Света Петка на целата уровник во општина Дебрца се одржува традиционалната петта пензионерска средба 2025 година, која се вклопува и во други планирани активности од 2025 година по повод одбележување на 75 годишнината од формирање на ЗП Охрид и Дебрца во 1950 година и 79 години од пензионерското организирање во Република Македонија. Го повикувам господин Васил Марковски во својство на председател на ЗП Охрид и Дебрца, Охрид да ги поздрави и пригодно да му се обрати на сите присутни на пензионерската средба 2025 година. Добар ден и поздрав до сите присутни пензионери, членови на Сдруженијето на пензионери Охрид и Дебрца во овај преубав манастир Света Петка, село Ровни. Посебен поздрав и благодарност за присуството на гостите, делегацијата на Сдруженијето на пензионери Аеродром Солидарност Скопје, начело со господинот Никола Марковски, председател на Сдруженијето. Оваа година Сдруженијето на пензионери Охрид и Дебрца прославува 75 години од своето постоење и оваа пензионерска средба во организација на местните одбори од Дебрца се вклопува во активностите по повод тој јубилеј. Од самото формирање па до денес пензионерската организација, организирана како невладина мултиетничка организација, ги има следните цели: заштита и унапредување на правата и интересите на корисниците на пензија, активност за подобра здравствена заштита и унапредување на културните, спортските и хуманитарните активности кои придонесуваат за активно старење на пензионерите. Како Сдружение на пензионери секогаш доставуваме потребни барања за подобрување на примањата на пензионерите до Сојузот на пензионери на Македонија, а тие како наша организација понатака ги доставуваат до надлежните институции, а со цел подобрување на состојбата на пензионерите. Оваа година Сдруженијето на пензионери на полето на културата организираше дочек на Нова година и прослава на 8 март за сите пензионери од Охрид и Дебрца кои беа заинтересирани и сите добро поминаа во тие денови. Културно-уметничкото друштво Далги учествуваше на повеќе културни манифестации, а секако најважни се ревиите во организација на Сојузот на пензионери на Македонија, регионалната која се организираше во Кичево, каде го освоивме првото место и како прваци учествувавме на државната ревија која се одржа во Скопје во домот на Арама. Значајно е да се напомене дека културно-уметничкото друштво Далги учествуваше и на манифестацијата Илинденски денови во Битола, манифестација на која учествуваат 50 фолклорни организации од целиот свет. Денес ќе играме и овде пред вас. На културен план значајно место завземаат и еднодневните излети на сите пензионери кои сакаат да патуваат на места одредени од Сдруженијето на пензионери Охрид и Дебрца и до овај момент, во месеците мај и јуни, веќе ги го искористија 12 местни одбори, а останатите 9 одбори ќе ги искористат во септември и октомври. На спортски план, како Сдружение на пензионери, организиравме општински спортски надпревари за да избереме екипа
која ќе не представува на регионалните спортски надпревари, а победниците на државните спортски надпревари. Регионалните спортски надпревари се одржаа во Охрид и на истите освоивме 13 први места од можни 22 и на 9 септември со победниците учествуваме на државните спортски надпревари кои ќе се одржат во Скопје и се надевам ќе видиме севкупни прваци. До крајот на годината секако ќе продолжиме со сите активности кои се предвидени со планот за ова година. Не би сакал многу да должам, би сакал уште да напоменам дека во овој период додека сум јас председател, на мое огромно задоволство соработката со локалните самоуправи од Охрид и од Дебрца е на многу високо ниво, не подржуваат во секој поглед. Сосема на крај, од срце сакам да му се заблагодарам на црковниот одбор од манастирот Света Петка, Оровник на чело со Милчо Јосиповски, кој ни овозможува во соработка со местните одбори од Дебрца да се собереме денес овде, да се расположиме, да заборавиме на сите маки кои не мачат и да си одиме дома весели. На сите, затоа на сите денес ви пожелувам да поминете еден убав ден, расположени, распеани, да сте ме сите здрави и живи и до година да се видиме поново. Благодарам. Поздрав од Сдруженијето на пензионери Солидарност Аеродром, збратимено со Охрид и Дебрца, уште пред 10 години, уствари сега 11 година. Ланска година славивме 10 години од подпишувањето на спогодбата за здружување. Од тогаш па до денес со вашето здружение и со сите ограноци имаме навистина многу добри, солидни, како да кажам, односи што навистина секој може да ни завиди. И присуствуваме на сите манифестации, како и ова денешна, кои што се организираат кај нас, исто и кај вас, било тоа да се тоа состаноци на извршните одбори, на собранијата, учество на надпревари, на републичките надпревари и така натаму. Најпрво сега сакам да се заблагодарам на поканата на господинот председател Васил Марковски. Иначе носиме исто презиме. Јас сум Никола Марковски, а вашиот председател е Васил Марковски. Така се сопадна. Роднини. Исто така, голема благодарност и до домакините што денеска ја организираат ова средбавна манифестација од огранокот Дебрца и уште еден огранок Дебрца. Да. И се надевам дека денеска ќе се дружиме и ќе поминеме еден убав ден. Во оваа пригода сакам вака за една мала захвалност со едно вино, прво една слика пейсаж, колорит од теченијето на Вардар. Не имам отворено, ќе се отворат домакините. Предавањето само предавање. Нешто благо и имаме на крајот еден поздрав со една збирка книги, една книга која е издава нашиот клуб на љубителите на книгата секоја година, кај што се офатени поголем број на поети, автори
Ова година во книгата се запишани над 70 песни и тоа сигурно ќе биде спомен за вас. Еве и тоа. Забелете. И уште еднаш захвалност и се најубава. Благодарам многу на председателот на Аеродром Солидарност и се надевам дека понатака уште повеќе ќе ги збогатиме нашите соработки. Го повикувам господин Васил Лошковски, председател на Месиот Огранов, поранешна општина Мешешта и од општина Дебрца, како домакин на пензионерската средба 2025 година, да се обрати и да ги поздрави присутните. Почитувани пензионерки и пензионери, добре ни дојдовте на петтиве пензионерски средби, убаво да си поминиме во прекрасниот манастир Света Петка. Од мое лично име да го поздравам председателот на пензионери Охрид и Дебрца Васко Марковски. Исто така да му се заблагодариме на црковниот одбор од село Ровник, начело со Милчо Јосифовски, кои допринесоа на оваа средба да биде во најдобар ред. Исто така поздрав до сите спонзори кои донираа за оваа средба да биде подобра. Посебно чест и задоволство имам да ја поздравам културно-уметничкото друштво Кут Далги на чело со Ристо Трајковски. Од мое лично име, како председател, ги поздравувам и гостите од Аеродром Скопје. Исто така голема благодарност до групата Еснав Бен, кои денеска ќе не забавуваат на средбиве со нашиот домашен пејач Величе Јосифовски. Ви благодарам на сите, све добре дојдени, уживајте како да све дома и до година со добро здравје пак да се видиме. Фала на сите. Ви благодарам. Го повикувам господин Милчо Јосифовски, како председател на црковниот одбор од село Ровник, да ги поздрави присутните. Добре ни дојдовте, пензионерки и пензионери, наши пријатели, роднини. Ова ми е чест и задоволство во моите 26 години како председател на црковниот одбор на црквата Светилија, манастирот Света Петка и црква Свети Спас во село Ровник. Ова година ние како црковен одбор славиме 5 годишен јубилеј пензионерски средби на истово место на манастирот Света Петка, село Ровник. Исто така чест и задоволство да се собериме в година, кај ќе речите, кај ќе одлучат пензионерите таму доиме, али во име од црковниот одбор, од име од мештаните од местна заедница село Ровник. В година ве покануваме на 8.8.2026 година. Овде ќе славиме 50 годишен јубилеј кај што е започнат манастирот Света Петка. Ќе ги светиме конациве, ќе го светиме иконостасот во манастирот Резва во Света Петка, ќе светиме целомниците. Да не должа многу,
Секој овде е добродојден. Овој објект, овој комплекс, овој манастир, не само нашите православни христијани што го граделе, нашите од диаспората. Секој донирал и од турците и од албанците. Исто чест и задоволство и тие да дојдат. А најголемо задоволство и се ќе ми биде, последно што ќе го кажам, ги поканувам сите мајки и татковци, кои што нашле беричет, чеда, машко, женско, в година да ни се придружат на овој голем јубилеј. А сега ќе остапам место и да ви кажам, овде да се осеќате исто кои и дома. Овој манастир е од народ за народ. Во манастирот кај што имат кал, имат прашина, имат и бериче. Али кај што е само чисто и пајажина, знајте, немат ништо. Да ни е на помош, денот со весело и со песни и ора да се започне. Ви благодарам сите присутни гости. Средбата продолжува со пригоден настав со своја програма на членовите Кут Далги при ЗП Охрид и Дебърца. Во забавниот дел од денешната традиционална пензионерска средба, најнапред ќе настапат членовите од пеачката група Славна Дебърца при ЗП Охрид и Дебърца. Солот Цветко Прензовски ќе исполни песната Во Горна Дебърца, а дуетот Прензовски Петреска ќе ги исполнат песните Гледај ме, гледај Либе и Гори Балкан. Во Горна Дебърца пискот се слуша, земјата се затресе, пушки згрмеа, тополј скрештеа, народот заплака. Пушки згрмеа, тополј скрештеа, народот заплака. Целиот народ од Горна Дебърца низ гора одеше, со пушка во рамо и солзи на лице, песни ми пеше. Со солзи на лице, песни пеше, народот гинеше. Остангело од Рбиново, она што е загина, со пушка во рака, куршум просвира, срце го ранија. Со пушка во рака,
se onoramo, čiste čance idemo, nas se onoramo.